Драги, да, токму така, во ова линковско вклучување се јавуваме во живо од дворот на Центарот за дневен престој на бездомни лица, што е под Црвениот крст на град Скопје. Утрово ќе разговараме со координаторката Драгана Лазаревска за тоа какви активности има тука и кои услуги ги нудат. Драгана, добро утро и добре дојдовте во утринската програма на јавниот сервис. За почеток, како функционира Центарот за дневен престој на бездомни лица овде во Момин Поток и кои услуги им се достапни на корисниците? Добро утро и од мене. Поздрав до сите гледачи на утринската на македонска телевизија. Како што може да забележат гледачите, се наоѓаме во дворот на Центарот за дневен престој за бездомни лица при Црвениот крст на град Скопје во Момин Поток. Едно место, едно единствено, уникатно место во градот Скопје, отворено 2008 година и веќе 18 години место кое што ја дава потребната помош и поддршка на една од најзагрозените категории на лица, бездомниците во градот Скопје и воопшто во Македонија. Во Центарот за дневен престој постои палета на сервисни услуги кои што ги обслужуваат бездомните лица. Тоа значи дека бездомните лица можат во секое време да ја остават валканата облека и да им се испери после наредниот ден да дојдат да си ја земат. Исто така се дели и нова облека, се делат медикаменти, се реализираат прегледи од страна на докторот, медицински совети и консултации, се делат топли напитоци, топли оброци, разговор со социјален работник, психолог, доктор. Исто така постојат и две домаќинки кои што се грижат за нивната хигиена да биде на едно завидно ниво. Драгана, минатата година пунктот за бездомници всушност премина во Центар за дневен престој на бездомни лица. Кои нови услуги, односно какви проширување на услугите имавте и кои новини ги има во овој центар? Токму така, од 1.1.2025 година па до денеска и верувам дека и понатаму ќе продолжи да функционира Центарот за дневен престој за бездомни лица. Секако дека се променивме, односно ребрандиравме да кажам, од пункт за бездомници, новото име е Центар за дневен престој за бездомни лица при Црвениот крст. Мисијата и заложбата на Црвениот крст со поддршка од ова ресорно министерство е токму да се прошират, односно се да го наречам напредат сите претходни сервисни услуги кои што сме ги имале. Тоа значи дека од претходните 2 дена во текот на неделата во кои што се дава сите тие сервисни услуги среда и петок, па сега се проширија сите сервисни услуги да се даваат од понеделник до петок. Тука сум можеби најсреќна да кажам, затоа што кога дојдов пред многу години, сите сервисни услуги се даваа конкретно во петок, па потоа некако се отвори и средата, за да сега после подолго време се прошират и капацитетите, се напредат и сите тие сервисни услуги кои што се за доброто на бездомниците. Тоа значи дека од понеделник до петок бездомните лица имаат од 8 до 16 часот можност да дојдат да се го земат топлиот оброк, топлите напитоци, сите оние медикаменти кои што се за нивната редовна хронична терапија, да поразговараат со доктор, социјален работник. Исто така имаме и работен терапевт кој што е конкретно се става акцент на работната окупација, односно да се најдат на некој начин можности на пазарот на трудот да се вклучат на инклузивниот пазар на труд. Исто така и тука е доста битен профилот на социјалниот работник кој што реално комуницира и со семејствата доколку ги имаат, доколку не буквално бездомниците го гледаат Црвениот крст како едно нивно семејство, па ги поддржуваме во секој сегмент. Тоа значи дека социјалниот работник треба да биде нивна асистенција до здравствени и социјални установи. Исто така се вади целосна лична документација која па е многу потребна во следните процеси за остварување на права од непосредната помош. Драгана, колку корисници имате овде? Колкава е бројката на бездомни лица што доаѓаат и ги користат услугите на овој центар? Може би кога ќе се навратам хронолошки, почнавме со некои 10 бездомни лица во 2008 година, за да се зголеми во 2012 година на некои 50 бездомни лица, 2017 година на 100 бездомни лица, Корона-19 се го направи своето, како што знаеме, се зголеми бројката на 50%, односно да стигнавме негде до 160 бездомни лица, но од кога сме променети со самите услуги, односно проширени и унапредени,
вработени, можам да кажам дека целта емисијата на Црвениот крст од 160 бездомни лица, конкретно во изминатава година и пол од која сме со новото име Центар за дневен престој, е намалена бројката на 10 бездомни лица и тоа е емисијата на Црвениот крст да ги намалува бројките на бездомните лица. Тука сме можеби и најуспешни, а тоа се прави преку следниве активности. Тоа значи дека целиот тим стручен кој што работи во центарот, дека посветено и одговорно работи рамо до рама со оваа целна група, а таа бројка се намалува единствено преку вработување на оваа целна група. Тоа значи дека во изминатава година и пол имаме вработено некои 10 бездомни лица, кои што па вкупната бројка на 20 бездомни лица во изминатите 18 години беше, и можеме, ако направиме една разлика, дека сме доста успешни во намалување на оваа бројка на кај бездомните лица. Конкретно во само во изминатиот месец се вработени 4 бездомни лица. Тоа значи дека социјалниот работник, работниот терапевт и психологот ја прават она иницијална проценка и проценка која што понатаму ја води целиот овој тим за да успешно и ги реинтегрираме и ресоциализираме во здрави општествени текови. Е навистина голем успех за вас како центар, и за крај на нашиот разговор, со какви предизвици се соочува центарот и каква поддршка е потребна за понатамошен развој на овој центар? Секако дека се соочуваме сите изминати години со голем број на предизвици, помали или поголеми. Бездомништвото е една комплексна појава, па затоа и состојва, и затоа се појавуваат и комплексни процеси во негово намалување или сузбивање. Можам да кажам дека еден од предизвиците кај стручниот тим е да остане здрав, жив пред се, затоа што е пред се една можеби најтешка категорија на лица со која што работиме, па пред се мораме да се погрижиме и ние да останеме да речеме стабилни во сите тие можеби критични моменти кога доаѓаат да речеме нови бездомни лица кои што се со адиктивна природа. Тука нели влегува коцка, алкохол, дрога. Има доста да речеме меѓу бездомните лица кои што можеби не е голема бројката, но има лица кои што да речеме со насилна природа, и мораме да знаеме да се себе заштитиме. Исто така постојат предизвици во кои што би ги нарекла системски. Тоа се да речеме процеси каде што бездомните лица кога ги пуштите сами во целата таа бирократија и ходници, да речеме низ било која институција, имало ситуации каде што буквално се враќале со незавршени, да речеме, обврски, па тука мора стручниот тим да биде секогаш нивна, да речеме, трета нога која што ќе ги поддржи и ќе ги зајакне во тој дел. Секогаш сме тука ние нивна асистенција. Голем е делот на стигматизацијата. Се уште општеството смета дека бездомните лица се крајно непродуктивни, некорисни, значи штетни за општеството. Напротив, Црвениот крст сите години наназад го докажа спротивното, дека со нивно вработување, задржување и градење на еден подобар човек од бездомните лица, дека можеме да направиме стварно корисни, продуктивни и солвентни лица од самите бездомни лица. Можеби на крај би сакала да го поздравам Федералното министерство австриско за труд и социјални работи, град Виена, и исто така и Австрискиот Црвен крст, кој во изминатите 2 години ни ја даваат огромната помош и поддршка за да се соочиме полесно со овие предизвици. Можам да кажам дека имаме доста активности кои што се поврзани со поддршката од сите овие три чинители, и со нивната помош во изминатите 2 години можам да кажам дека се направени новини па во делот на организирање на екскурзии, добивање лиценци на културни медиатори, односно студенти кои што се од социјална работа и социјална политика, исто така и од Институтот за психологија, кои што па студенти директно помагаат и се ангажирани во Центарот за дневен престој за бездомни лица. Исто така имаме голем број на обуки до квалификации и преквалификации. Благодарам, Драгана, благодарам за ова гостување во утринската Македонија наутро, за тоа како функционира дневниот Центар за бездомни лица што е под Црвениот крст на град Скопје. Утрово разговаравме со координаторката Драгана Лазаревска.